Неделава се навршува една година од руската агресија врз Украина. Една година од оваа ужасна војна на европскиот континент. Во оваа специјална емисија на Агенда 35 посветена на војната зборуваме за последиците од неа врз Македонија, врз регионот и врз цела Европа, и политички и економски. Гостинка ни е амбасадорката нејзината екселенција Лариса Дир. Следете на. Цела година на агресија и катастрофа. Година на една ужасна војна на европскиот континент предизвикана од руската инвазија во Украина, што ја шокира и Европа и светот. Иако многумина аналитичари по официјален Вашингтон предупредуваа дека рускиот претседател Владимир Путин е сериозен во намерата да го имплементира скандалозниот наратив за непостоење на украинскиот народ и да посегне по територијалниот интегритет на суверениот и независен сосед, до последно надежите беа дека војната сепак ќе биде избегната. Токму затоа, утрото на 24 февруари пред една година јавноста и целата светска политичка сцена се најдоа затечени од нападот. Конфликтот досега е многу динамичен и воено и политички. Штетите се огромни и одат над границите на земјата што е податак, но и над границите на материјалното. Европа и нејзините вредности се нападнати и крварат заедно со украинскиот народ, а руската политика и држава во целост доживува силен морален распад пред очите на целото човештво. Но каква е моменталната ситуација на терен? Како година потоа се одвива конфликтот и како може да се оцени оваа година на борба? Ја поканивме украинската амбасадорка Лариса Дир да одговори на нашите прашања, поврзани со годишнината од војната. Искрено ве поздравувам и ви благодарам за поканата за интервју. Како и секогаш, прашањето делумного содржи одговорот. За Украина и украинците ова е година на борба за правото целосно да живеат на нивната суверенна територија. Помина една година откако РФ започна агресивна војна против Украина. Руските трупи ја нападна Украина од север, исток и југ. Украинската армија успеа да го запре офанзивниот притисок на руските окупаторски сили, да ги избрка од Киевската, Чернигивската, Сумската, Харкивската област и да го ослободи Херсон. Украинските војници ослободија 40% од териториите окупирани по 24 февруари. Украинските бранители всушност направија и прават чуда. Тие се ненадминати во борбените способности за одбрана на својата земја. Во моментов активната линија на фронтот се протега на 1500 километри. Тежок период на борба е на бојната поле со оглед на тоа дека руската армија, која преовладува квантитативно, е подмолна и сурова. Води војна надвор од правилата на војување. Политичкото и военото раководство на РФ чисто така води војна со цивилното население на Украина. Се извршуваат ракетни напади врз станбени згради, училишта и болници. Уништени се 50% од критичната инфраструктура. Уништувањето на топлинските мрежи пред зимата и во зима беше една од главните задачи на Кремљ. Тиранијата ги бира најужасните форми на уништување. Можам да кажам едно. Годината на борба на украинците, украинскиот отпор, грубо кажано, го сврте светот наопаку. Поделикатно кажано, за многу луѓе тоа стана точка на преиспитување, преоценување на светските процеси и вредности во целост. Брзо се покажа лажна надменоста на Путин и неговиот режим, кои тврдеа дека ова ќе биде војна што ќе ја добијат за 2 дена. Украинскиот народ покажа храброст што како да не очекува агресорите. Треба да се напомена дека Украина го помина трнливиот пат на борбата за независност во 20. век.
незапирливата желба на украинците да имаат своја држава и да ја бранат никаде не исчезна. Сега за нас повторно продолжува ослободителната борба со оружје. Джелатот не се менува. Се менува името на државата во кој живее. Руската империја, Советскиот сојуз, Руската федерација. Украинците беа подложени на тешка репресија во минатиот век. Беа убивани со гладомори. Најстрашниот беше во 30-тите години, за кои Кремљ досега не сноси одговорност, што е една од причините за оваа војна против Украина. Нашата генерација имаше баби и дедовци кои били подложени на овие сурови репресии и на гладоморот кој релативно не од толку одамна. Тоа е сеќавање на семејството по една или две генерации. Ослободителната борба на украинците во 21 век започна во 2014 година. Протестот на Мајдан во Киев, убивањето со стрелање на небесните стотина. Желбата за борење за собствена држава е поттикната од желбата да се живее на својата исконска земја. Живеат верата и одговорноста за децата, семејството, пријателите и луѓето со кои работиш. Да се биде човек, тоа е извор на енергија. Дир посочува неколку работи што се клучни да се знаат за мотивите за воопшто да дојде до конфликтот. Агресијата е напад. Вооружениот напад од една држава врз друга е злосторство. Вооружената агресија на РФ против Украина започна во 2014 година со привремената окупација на Кримскиот полуостров и одредени делови на Донецката и Луганската област. На 21 февруари 2022 година Русија ги призна како држави терористичките формации Луганската народна република и Донецката народна република, создадени и во одредени области на Донецката и Луганската област во Украина. На 24 февруари 2022 година председателот на РФ го објави почетокот на така наречената специјална војна операција. Во 4 часот наутро на 24 февруари територијата на Украина веќе беше под ракетни напади. Руските трупи извршеа инвазија од големи размери, вклучително од страна на Белорусија, Руската федерација и превремено окупираниот Крим. Војни злосторство против човештвото, тортури русите вршеа уште од првите денови на војната. Во Кремљ со векови се негова отфрлање и неприфаќање на се што е украинско. Вреди да се споменат указите на владетелите на Руската империја, кои целосно го забранија украинскиот јазик на територијата на Украина. Забраната беше сеопфатна. Забрана на настава на украински јазик во училиштата, забрана на украинската литература, украинската црква, печатењето книги, сите украински книги беа уништени, почнувајќи од Евангелието на украински јазик. Всушност, ништо не смени во облиците на уништување. Сега украинската литература, училишните учебници и библиотеките се уништуваат на превремено окупираните територии. Јасно е зашто украинскиот јазик бил забранет во 19 век
народот не може да се развива без свој јазик. За чувувањето на украинскиот јазик е трнлив пат што украинците го надминаа. Стотици години украинците беа подложени на руско угнетување, репресии, гладомори, продолжија да се борат за својата слобода. Омразата кон украинците е поттикната од различни руски наративи. Например, наративот дека украинскиот народ не постои и никогаш не постоел. Друг пример е наративот дека територијата на која постоеше Киевска Русь треба да ја припаѓа на РФ. Доколку вие не го делите нивното мислење, ќе ви биде окупирана суверената територија. Ќе го претворат во пепел Мариупол, ќе бидат истребени Буча, Ирпин, Макарив. За жал, ова не завршува тука. Односно, дали империјалната желба да се поседува тука суверена територија и народ може да биде мотив за започнување на војна? Според русите, одговорот е да, може. Митологемата дека оската на светот е рускиот мир, кој се прошири на сметка на освојување на суверени држави, е движичка сила на сите злосторство на РФ. Војната предизвика силни последици во Европа. Амбасадорката вели, тие се забележуваат во сите сфери на човечкиот живот. Промени се случија низ целиот свет, не само во Европа. Последиците од војната на РФ против Украина се забележуваат во сите сфери на човечкиот живот. Можеме да зборуваме за суштински промени во енергетската, финансиската и банкарската сфера, за активирање на одбранбените и миграцијските процеси, како и за заканата за безбедноста на храната. Ако зборуваме за главното, се намалува зависноста од увоз на руски газ, нафта и јаглен. Ова е пред се со цел да се престане во хранење на воената машина на Кремљ и ограничување на неговите империјални апетити за освојување на странски територии. Веќе е извршена диверсификација на снабдувањето и забразно е користењето на обновливите извори на енергија. Војната на Русија против Украина го обедини целиот цивилизиран свет кој ја поддржува Украина. Европската Унија во јуни 2022 година на Украина и додели статус на кандидат за членство во ЕУ. Агресивниот напад не се случи само врз Украина, туку во суштина и врз целата демократска Европа. Европските држави го зголемуваат буџетот за одбрана. Шведска и Финска наскоро ќе станат членки на НАТО. Има и други држави кои ќе преминаат од неутралност на превентивни мерки со цел да помогнат да се запре агресијата на држава терорист Руската Федерација. Во однос на помошта што Украина ја добива од Западот, Дир вели дека таа е важна, но потребно е уште. Помошта за Украина од земјата на ЕУ и НАТО е мултидимензионална, се работи за финансиската, хуманитарна, воена, волонтерска, правна, информативна и медицинска помош. Таа е намената за цивилното население, украинската армија, поради пресилната миграција на украинците во врска со инвазијата од големи размери на РФ, државите од ЕУ им обезбедија превремена заштита на украинците. Полски, Германија, Чешка, Италија, Шпанија, Франција и Велика Британија овие земји прифатија најголем број украинци.
обезбедувајќи им социјална заштита, здравствено осигурување и право на вработување. Поголемиот дел од работоспособните украинци се вработени, ова се претежно жени, со оглед на тоа дека се високо образовани и квалификувани специјалисти. Очекуваме дека нашиот интелектуален потенцијал ќе се врати дома по победата на Украина. Што се однесува до воената помош, според проценките на украинските војници, во моментов најпотребни се тенкови, противовоздушни ракетни системи, ракети со долг дострел, противтенковски ракети, борбени авиони. Потребна е исто така и артилерија и авиација за ослободување на привремено окупираните територии на Украина. Помошта мора да пристигнува на време за руските окупатори да ја напуштаат територијата на суверена Украина и да не представуваат закана за другите суверени држави. И Македонија е силен поддржувач на украинската борба. Правиме ли доволно како држава? Северна Македонија е држава со европски вредности, кандидат за членство во ЕУ и членка на НАТО, со која Украина има пријателски односи и ефикасна соработка во многу сфери од животот. Во моментов Северна Македонија председава во ОПСЕ, а приоритет на нејзиното председавање останува ситуацијата во Украина, војната. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, како председавач со ОПСЕ, ја започна својата прва посета со Украина. За време на оваа посета се сретна со председателот на Украина Володимир Зеленски и нашиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба, како и со председателот на украинскиот парламент Руслан Стефанчук. Председавањето со ОПСЕ за време на агресивната војна на РФ против Украина не е одноставен процес, бидејќи ОПСЕ е меѓународна организација на консензусни одлуки, а нејзина членка е и државата терорист Руската Федерација. Северна Македонија на Украина и обезбедува финансиска, војна и хуманитарна помош. Оваа помош е многу важна. Главната работа е што оваа помош за време на годината војна беше многу навремена. Имаше конкретни одлуки на владата на Северна Македонија во однос на донацијата и нивното ефективно спроведување. Северна Македонија и дава на Украина се што може да и обезбеди. Оваа помош е сеопфатна. Сакам да кажам дека Северна Македонија ги поддржува сите пакети санкции на ЕУ, а исто така и ко-спонсор на сите резолюции на Генералното собрание на ООН, посветени на Украина. Северна Македонија ја поддржува Украина во сите меѓународни организации. Фактот дека многумина познавачи на состојбите со години предупредуваат дека ќе дојде до ваква агресија не може да се избегне. Од тука и прашањето: можеше ли слободниот свет да действува порано и поодлучно за спречување на намерите на Путин? Многу соодветно забележавте дека намерите на председателот на РФ не се вчерашни и не се само негови. Неговите намери се поддржани пред се од државниот апарат на Русија. Под намери на председателот на РФ ја подразбираме неговата желба да ја уништи украинската држава и украинците кои со векови се борат за својата слобода. Украина е мирна, мултиетничка и мултиконфесионална држава која никогаш
не представуваше военна закана за никога, вклучително и за Руската Федерација. Најголемата закана за РФ е тоа што Украина избра демократски пат на развој, европски вредности. Революцијата на достоинство во Украина јасно ги покажа цивилизацијските разлики меѓу Украина и Русија. Уште тогаш цената беше висока. Небесните стотина беа застрелани. Дали тие намери може да се спречат? Секогаш е тешко да се даде друга вариација на причинско-последичниот синџир, на настани што се случаја. Но јас ќе одговорам вака. Кога рускиот народ би избрал за себе демократски, цивилизацијски пат на развој со европски вредности, наместо тоталитарен, може би тоа ќе ја спречеше Русија да започне војна против Украина. Што се однесува до Украина, таа повеќе не може да биде во сферата на влијание на РФ. Премногу жртви и репресии, како и геноциди беа извршени врз украинците. Има ли простор да се очекува дека наскоро ќе се случат некакви мировни разговори? Желбата на Москва за мировни преговори е пропорционална со секојдневните војни злосторства и злосторства против човештвото кои руската армија ги извршува, како и со лансирањето на ракети и ирански дронови кои напаѓаат цивили и ја уништуваат критичната цивилна инфраструктура во Украина. Руската воена машина прво мора да запре. За почеток, руските трупи мора да престанат да убиваат украинци. Во ноември минатата година председателот Володимир Зеленски ги објави условите за можни преговори со Руската Федерација. Имено се работи за целосно повлекување на руските трупи од превремено окупираните територии на Украина, обновување на територијалниот интегритет на Украина, надомест на штетата, казнување на сите вклучени во воените злосторства извршени во Украина. Политичкото раководство на РФ мора да одговара за одлуката да започне војна против Украина. Формулата за мир, предложена од председателот на Украина Володимир Зеленски, мора да се имплементира. Како тогаш да се сопре Путин? Одговарајќи на ова прашање, можам да кажем дека сега тоа се бојното поле, оружјето, санкциите против РФ, понатамошната изолација на РФ, вклучително и исклучувањето од членство во меѓународни организации. Учесниците на последната Минхенска безбедносна конференција дискутира за средствата за запирање на агресорот. Една од главните пораки на Минхенската конференција е следнава. Западот нема да се измори да ја поддржува Украина и ќе биде со Украина онолку колку што е потребно. Воената помош сама ќе се зголемува. Санкциите против Руската Федерација ќе се зајакнат. Изолацијата на Русија ќе се зголемува. На Украина исто така и требаат сигурни безбедносни гаранции. Една од тие гаранции е членството на Украина во НАТО. На крај ја прашавме амбасадорката што мисли за тоа да не се става целото руско општество во еден кош, како пропутинистичка, и дека борците против неговиот режим, уметници, новинари, спортисти, бизнисмени, аналитичари, треба да бидат повеќе поддржани од Западот. Вашето прашање, според мене, веќе се однесува на судбината на самата Русија,
Дали таа може да се демократизира и да излезе од мочуриштето на царските окови на умот по низиниот пораз. Оваа категорија на луѓе за која зборувате во Руската Федерација е катастрофално недоволна. Таа не е доминантна и тие суешти нема да преземат никакви активности за рушење на режимот. Мнозинството руси според анкетите на самите руски агенции ја поддржуваат војната на РФ против Украина. Предпоставувам дека е така поради дезинформации и манипулативни процеси. Колку е поголема лагата, толку повеќе русите веруваат во неја. Можебе оние кои не ја поддржуваат војната на РФ против Украина во иднина, ќе развијат демократска, а не авторитарна Русија. Украинците ќе победат благодарение на нивната сила на волја и дух и воената поддршка на земјата од Европската Унија и НАТО. Не постојат бројки што може да ги измерат изгубените човечки животи во војната во Украина, но економските штети што настанаа и ги почувствува цела Европа, па дури и светот, може да ги квантифицираме во оваа анализа една година подоцна. Несомнено, економските последици од војната, но и воведувањето на санкциите против Русија од страна на Западот имаа бумеранг ефект главно во Европа, особено поради големата зависност на стариот континент од руските енергенси. Тоа направи тектонско пореметување на пазарот на цените на енергијата и ја поттикна дополнително спиралата на инфлацијата, која веќе почна да расте постпандемиски поради одложената побарувачка. Иако Македонија нема значителна трговска или финансиска поврзаност со руската и украинската економија, сепак последиците беа неизбежни и кај нас. Главниот ефект на пренос беше, се разбира, во делот на цените и во одреден сегмент делот на намалување на надворешната побарувачка, иако доминантен беше ефектот на пренос на цените од европските пазари на нашиот пазар, се разбира како мала и отворена економија која што е зависна од трговијата и финансиската поврзаност со европските економии. Така што она што го видовме во 2022 беше исто така драматичен порас на цените во нашата економија и реков одредено забавување на економијата, значи не влеговме во рецесија, не очекувам дека ќе влеземе во рецесија, меѓутоа остварувањето за 2022 ќе биде од прилика раст кој што се движи од 2 до 2,5%, а проекциите пред почетокот на руската инвазија врз Украина беа околу 4% раст за 2022, значи ние ефективно ради оваа криза сме изгубиле 2% поени од бруто домашниот производ, кој што грубо во апсолутна вредност е околу 250 до 300 милиони евра. Професорот Маријан Петрески објаснува дека растот на цените од една страна и забавувањето на економијата од друга, или така наречената стагфлација, особено ја почувствуваа граѓаните врз нивниот животен стандард. Граѓаните директно го осетија ценовниот удар, се разбира затоа што тој беше најизразен во делот на храната и во делот на енергијата, меѓутоа таму ублажувањето од страната на владините мерки со субвенционирањето на цената на струјата и на цената на парното тука во Скопје беше значајно ублажен тој удар, меѓутоа граѓаните тоа го видоа директно во цените на прехранбените производи и до крајот на годината тој притисок кај цените почна да се пренесува и врз пошироката потрошувачка кошничка. Во делот на фирмите, среќа е што владата одлучи дел од малите потрошувачи да бидат покриени со фиксен износ на цената како инпут, цената на струјата како инпут во нивниот производен процес, додека ефектот кај големите потрошувачи се разбира беше поизразен. Значи тоа направи оптеретување врз нивните биланси, значајно оптеретување, бидејќи тие директно ја набавуваат цената на струјата на отворен пазар и се разбира тоа дополнително се пренесе врз цените на нивните производи.
Петрески оценува дека сепак мерките од страна на државата помогнале овие негативни последици да се ублажат. Ако грубо ги поделиме на мерки кои што го адресираат доходот на населението и мерки кои што ги адресираат цените, односно на некој начин направија контрола врз цените, тогаш тие ја постигнале својата цел. Се разбира, тоа веројатно не е да го ублажиле ударот целосно, 100%, меѓутоа еден значаен дел од ударот тие мерки го ублажиле. Ама тоа не е клучното прашање во делот на мерките. Во делот на мерките главното прашање е кому тие помагале. Главниот проблем сврзан со мерките е нивниот обем во смисла на направеното фискално трошење. Бидејќи да не заборавиме дека ова енергетска и ценовна криза се надоврза на пандемиската криза, каде што трошењето од буџетот беше големо, огромно, и тоа го истроши фискалниот простор. Мерките кои што првично, особено во првиот пакет беа дизајнирани, беа со значајна линеарна компонента. Значи, тие помагаа на сите, посебно во делот на домакинствата, и делот тие мерки во моментов се на сила. Значи, тоа се мерките кои што ја субвенционираат струјата и парното грејење. Она што е клучно во вакви моменти кога имаме ваква изразена криза која што удира по животниот стандард на населението, а при тоа имаме тесен фискален простор, клучно е да им се помогне на најзагрозените. Тоа се разбира пониско доходовните домакинства и компаниите каде што уделот на цената на струјата, која што имаше големи и нагли скокови, во вкупниот трошок на компанијата е голем. Така што оној простор што го гледам за интервенција во делот на мерките е сега веројатно постепено намалување на таа линеарна компонента и наместо тоа фокусирање, таргетирање на мерките на сегментите од населението и од фирмите кои што се најпогодени. Професорот Петрески вели дека овој надворешен шок што се случи мора да им послужи како лекција на функционерите да работат на поголема независност на државата од надвор, особено во делот на енергијата и храната. Ние прво треба да заклучиме дека како мала и отворена економија која што е зависна од трговските и финансиските партнери од другите земји, дека не може да избегне пренесување на ефект од било каков шок кој што се разбира настанува главно непредвидено. Меѓутоа, она што може оваа економија да направи, оваа држава да направи е да ја зголеми сопствената отпорност на такви шокови кои што се веројатно ќе се случуваат и во иднина. Сега конкретнава криза наметнува два главни заклучока кои што и се досега пошироко дебатирани. Тоа се интервенциите во делот на енергијата, интервенциите во делот на производството на храна. Значи, ние и пред кризата дискутиравме за процесот на енергетска транзиција, значи напуштање на производството на енергија од фосилни горива и транзиција кон чисти обновливи извори. Мислам дека тој процес е веќе забрзан, меѓутоа неопходен е исклучителен фокус на таквата транзиција, односно уделот на производството на енергија од обновливи извори, што повеќе да се зголемува, а за сметка на тоа да се намалува производството од фосилни горива, бидејќи темата за престанокот на производство на енергија од такви извори беше актуелна и пред кризата, сега станува уште по-актуелна. А во делот на производството на храна се разбира исто така заклучокот или научената лекција е дека ние со вакво поднебје можеме да си произведуваме храна и тој процес треба подобро структурно да го организираме, да го поттикнеме и на таков начин да ја намалиме зависноста на економијата барем од примарните производи кај храна од увоз од надвор. Што се однесува до прогнозите за економијата за оваа година, тие се дури и многу попесимистички отколку за минатата, бидејќи монетарните власти и во САД, и во Европа, па и во Македонија, почнаа да ги зголемуваат каматите за да ја намалат поварувачката, односно смират инфлацијата, но тоа несомнено ќе се одрази врз економската активност. Но во делот на ценовниот притисок, она што веруваме битно и за граѓаните и за фирмите, состојбата се разбира не е далеко од розова и не може да очекуваме дека во скоро време ќе се вратиме на стапка на инфлација која што ја гледавме во периодот пред пандемијата. За годинава конкретно за Македонија очекувањата се дека сепак ќе искусиме една инфлацијска стапка која што ќе се движи меѓу 7 и 8% според информациите што ги имаме сега, што се разбира
не ниска инфлацијска стапка, но таа веројатно ќе се случи најмногу заради преносниот ефект од овие притисоци што ги имавме во претходната година врз пошироката потрошувачка кошничка во текот на оваа година. Во делот на цените на енергијата ситуацијата е далеку по-непредвидлива. Гледаме дека сега баш овие денови притисокот е многу низок, значи веќе цените се паднати на многу ниски нивоа и кај струјата и кај гасот на европскиот пазар, меѓутоа тоа ни покажува дека може ситуацијата драматично да се влоши во рок од неколку дена, што значи дека севкупно ние се уште оперираме и во текот на оваа 2023 ќе оперираме со голема економска неизвестност, што представува своевиден ризик за економскиот раст. Проекциите и домашните и меѓународните моментално се движат околу 2-2,5% раст за годинава, значи многу сличен на претходната година, што е отприлика половина од потенцијалниот раст на економијата. Се разбира, тоа не е добра вест, меѓутоа за околностите мислам дека е солидно. Вкупно 67 милиарди евра помош за Украина обезбедиле ЕУ и нејзините земји членки од почетокот на руската воена агресија во февруари 2022 година, покажуваат податоците на Советот на Европската Унија. Од вкупната помош најголем дел, односно 37,8 милиарди евра, се издвоени за економска помош, во кој со 30 милиарди учествува ЕУ, а со 7,8 милиарди евра земјите членки. Најголем дел од економската помош, односно 25,2 милиарди евра, се ставени на располагање за макрофинансиска помош во облик на заеми и неповратни средства. Пакетот финансиска помош вклучува краткорочна финансиска помош, финансирање на непосредните и наитни потреби на Украина, поддршка на обновата на критичната инфраструктура, овозможување на првична поддршка за одржлива повоена обнова, како и поддршка на Украина на нејзиниот пат кон европската интеграција. Покрај економска помош, ЕУ и нејзините земји членки во изминатите 12 месеци имаат издвоено и 17 милиарди евра за помош на украинските бегалци, како и 12 милиарди евра за воена поддршка на Украина. Руската воена агресија на Украина оштетила околу 15% од инфраструктурата за истражување и иновации во земјата и влијаела на околу 40% од украинската научна работна сила, објави Европската комисија на почетокот на февруари. Сепак и покрај потешкотиите и направената штета, учеството на екосистемот за истражување и иновации на Украина во ЕУ програмата Хоризонт Европа е на ниво од пред војната. Имено, заклучно со јануари 2023 година, екосистемот за истражување и иновации на Украина учествува во проекти финансирани од 49 грантови на Хоризонт Европа со нето износ од 13 милиони евра. Кон зајакнувањето на издржливоста на украинските учесници во истражување и иновации, ќе придонесе и канцеларијата на Хоризонт Европа во Киев, која, како што најави Европската комисија, треба да биде отворена годинава. Канцеларијата ќе обезбедува поддршка на националните контакт точки низ Украина и ќе ги зајакне и приближи мрежите за истражување и иновации на украинските и европските институции. Украина е чекор поблиску до бесплатната роаминг зона на ЕУ, откако Европската комисија донесе предлог за вклучување на роамингот во договорот за асоциација меѓу ЕУ и Украина. Откако ќе стапи на сила договорот, украинците повеќе нема да мораат да плаќаат дополнителни надоместоци за употреба на мобилните телефони додека се во Унијата, а граѓаните на ЕУ ќе имаат еднакви права кога патуваат во Украина. Вклучувањето на Украина во бесплатната роаминг зона на ЕУ е една од клучните мерки од ревидираниот приоритетен акцијски план. Тој план дава насоки за потполно спроведување на детална и сеопфатна зона на слободна трговија меѓу ЕУ и Украина, како и понатамошна интеграција на Украина на единствениот пазар на ЕУ. Ова е прв случај на вклучување на Украина кон одредени аспекти на внатрешниот пазар на ЕУ. Предлогот сега треба да го разгледа и одобри Советот на ЕУ, па потоа Комитетот за трговија на ЕУ и Украина треба да донесе заедничка одлука за одобрување на взаемниот третман на внатрешниот пазар за роаминг. Брзината на интеграција на Украина на внатрешниот пазар на ЕУ за роаминг ќе зависи од брзината на усогласување со релевантното законодавство на ЕУ и неговото спроведување во Украина. Покрај човечките трагедии кои се случуваат во Украина,
и украинското културно наследство е во опасност да биде уништено од војната. Од започнувањето на руската војна инвазија во февруари 2022, па заклучно со јануари 2023 година, УНЕСКО има потврдено оштетување на 235 локации од културно значење. Оштетени се 104 религиозни објекти, 18 музеи, 83 објекти од историски или уметнички интерес, 19 споменици и 11 библиотеки. Затоа се прават различни напори и иницијативи за заштита на украинското културно наследство, а една од нив е иницијативата која му овозможува на секого да стане архивар. Имено создадено е иновативно решение, апликација, која им овозможува на украинските граѓани да направат 3D модели од објекти од културно значење и споменици, во случај тие да бидат оштетени или уништени. Апликацијата може да се користи за 3D скенирање со мобилни телефони, камери па дури и дронови. После скенирањето, материјалот се прикачува на интернет и заштитува онлайн во дигитална архива. Иновативната апликација им овозможува на сите украинци да имаат слободен пристап до технологијата за скенирање, без некоја посебна обука. Следната емисија се гледаме повторно со нова тема од процесот на европските интеграции и реформите што се потребни во општеството. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.